Изминатата недела по серијата земјотреси во Скопје, просечниот број јавувања на линијата Ало докторе е зголемен за околу 200 и најчесто се бара совет за начинот на кој граѓаните може да ја смират паниката предизвикана од потресите. Во овие неколку дена кога беа потресите, значи имавме два вида најавување, оној акутен стрес што е и повеќе како паника во првиот час, значи после потресот, меѓутоа од статистиката која што бележиме, па и по 2-3 часа значи од потресот се јавуваа граѓаните. Едноставно прашува како да се смират, што да земат, да се напијат во домашни услови како симптоматска терапија. Колегите значи даваа совети како да се постапува, дека паниката е на некој начин непријател во такви состојби. Исто така при јавувањето, значи во позадината вообичаено се слушаат и гласови на деца, значи се даваа совети како да се постапува и со децата, бидејќи децата ја гледаат реакцијата на родителите, едноставно тоа се пресликува. Сите бевме сведоци на тие состојби каде што нема поединец кој што не реагира и страв како страв е нормална работа. Вообичаено неделно на линијата има од 1200 до 1500 повици, а во изминатава недела нивниот број достигнал до 1700. Над 113.000 граѓани од сите возрасти во изминативе 2 години се јавиле на линијата Ало докторе за лекарски совет и симптоматска терапија и побарале совети од докторите за различни проблеми. Како покарактеристичен пример досега, директорката го истакна спасувањето на животот на планинар кој бил каснат од змија. Двајца пријатели во Источна Македонија планинареа и едниот беше каснат од змија. Така да другиот пријател што бил со него ја искористи линијата 15123, доби стручен совет, медицински совет како да постапи и каде да се обратат најблиску за да се прими серумот и едноставно животот се спаси на тој човек и потоа се јавија да се заблагодарат, така да како што кажав и на почетокот, навидо многу едноставна алатка, меѓутоа навистина корисна. Најчесто граѓаните се јавувале за покачена температура и притисок, но имало итни случаи кои веднаш биле упатувани во болница.